Станува известно дека Северна Македонија ќе добие собраниска резолуција за црвените линии на државата во разговорите со Бугарија. Владеачкиот СДСМ денеска се предомисли. По првичното отфрлање на предлогот на ВМРО-ДПМН, социјалдемократите соопштија дека ќе ја поддржат иницијативата на опозицијата. Македонските идентитетски линии им се јасни на сите. И на нашиот народ, и на целата меѓународна јавност. Доколку Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН не се сигурни во тоа, ако им треба потврда и во рамки на парламентот, ние, како конструктивно парламентарно мнозинство, без никаков проблем може да направиме и таков чекор и ќе ја прифатиме резолуцијата таква каква што е, каква што всушност видовме од медиумите. Денеска во собранието представници на ВМРО-ДПМН се сретнаа со пратеници на ЛДП, Демократскиот сојуз и Дом кои се дел од владеачкото мнозинство. И помалите коалициски партнери на СДСМ се за оваа иницијатива. Сум за тоа да се отвори расправа во парламентот. Текстот што е предложен може да се подобри, веројатно треба да се коригира, бидејќи ќе биде тоа документ, резолуција, став на парламентот, веројатно треба да стои уставното име на нашата држава. Текстот на резолуцијата е оној кој што и вие медиумите веќе го споделивте и за нас генерално оваа драфт верзија е прифатлива. Се разбира, може да има корекции во самиот текст. Текстот на оваа резолуција е прифатлив за нас како пратеници од Дом и од ЛДП. Нормално дека забелешките по однос на истата благовремено ќе ги доставиме. Важно е вакви резолуции да добијат обединување во собранието. Предлагачот очекува широка поддршка во парламентот. Очекуваме оваа резолуција да помине во Македонското собрание и сметаме дека доколку политичките партии се обединат околу една ваква заедничка резолуција, тоа ќе биде корисно и за Македонија, ќе биде корисно и за македонското општество, да нема дополнителни поларизации. Текстот на резолуцијата предвидува водење на преговорите на рамноправна основа со почитување на меѓународното право без какво било условување, при тоа признавајќи автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.